Очекував поддршка и се уште се надевам дека ќе ја идеме на поддршка, затоа што сакам да верувам дека на сите тие собири, обуки, работни состаноци и така натаму, на кои што одиме заедно и покажуваме декларативни заложби за заедничка, надпартиска и секаква поддршка на жените. Сега е моментот нашите заложби да ги покажеме во пракса, посебно членките на клубот на пратенички и членките на Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените. Ова, колешки, требаше да биде можеби и заеднички наш амандман. Меѓутоа, кога веќе не е, барем поддржете не да го прифатиме и да го изгласаме сите заедно амандманов за поддршка на жените предприемачки. И покрај тоа, ова денес што го поднесуваме овој комисиски амандман, вие шанса сите заедно да кажеме дека да, навистина се грижиме за родово одговорно буџетирање, дека да, жените предприемачки ја имаат нашата безрезервна поддршка. И сега ќе ви објаснам зошто го поднесуваме овој амандман. Само неколку бројки ќе ви изнесам од Државниот завод за статистика, кои што се направени согласно последниот попис и кои кажуваат дека во Република Македонија жените се значително помалку активни на пазарот на труд од мажите. Стапката на вработеност на жените во Македонија во 2021 година изнесува 38,3% или 55,1% од жените се економски неактивни. Разликите во стапките на учество на жените и мажите на пазарот на труд доведуваат до родов јас во стапката на вработеност, кој во 2021 година изнесува 20,3%. Од вкупниот број работодавачи во Македонија во 2021 година само 19% се жени. Слично на тоа, 78% од вработените за сопствена сметка се мажи, додека 22% се жени. Во 2021 година најголем број на неплатени семејни работници се жените од руралните средини со вкупна бројка од 18.634. Дополнително, 59% од неактивните жени на возраст од 20 до 64 години се неактивни на пазарот на труд во споредба со само 2,3% од мажите. Нели ветувавте едно општество за сите? Нели ќе се залагавте еднакво за сите? Не знам што да речам, навистина сум разочарана. Исто така, тука е заменик министерот. Јас апелирам, заменик министер, кога ќе поидете во влада, да им кажете дека мерките кои што владата ги нуди и тие што се, мора да бидат промовирани и визибилни, затоа што жените овде сме сведоци на една презентација чие што истражување покажа дека жените предприемачки не искористиле ниту една владина мерка. Може би ќе речете дека тоа не е ваша вина, меѓутоа факт е дека некој греши. Или не се доволно промовирани мерките, или не се јасно конципирани, или пак има премногу бирократски процедури кои ги одвратиле жените предприемачки да аплицираат за помош. Јас ве молам, по не знам кој пат, да дадете поддршка, затоа што жените имаат потенцијал, покажано е дека заслужуваат поддршка, затоа што можат да ја зајакнат економијата, затоа што имаат идеи кои можат навистина да резултираат во профитабилни бизниси. И воедно, жените можат да заработуваат од својот потенцијал и креативност и го заслужуваат тоа. Да го искористиме женскиот потенцијал, за да креираме и соодветна бизнис клима, да им дадеме поддршка на жените предприемачки, а не од нив да правиме социјални случаи. Ви благодарам.